Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Анестезијата денес е незаменлив дел од современата медицина. Речи си да нема човек што нема примено анестезија. Денеска ќе разбереме низа факти кои што се поврзани со анестезијата. Што се опфаќа пред анестезиолошкиот преглед, како влијае тежината, хроничната терапија или пак генетиката врз потребната доза. Има ли вистина дека луѓето со природно црвена коса имаат поголема потреба односно имаат потреба од поголема количина на анестезија? Зошто некои луѓе зборуваат неповрзано по будењето и постои ли ризик да се јави проблем со меморијата кај повозрасните лица? За сето ова денес разговараме со професор доктор Марија Јовановски Срцева, анестезиолог. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта издвоивме неколку факти за анестезијата, бидејќи поголем е бројот на луѓе што се плашат од маската на анестезиологот, отколку од скалпелот на хирургот. Токму затоа, во денешната Телма амбуланта поканивме професор доктор Марија Јовановски Срцева, специјалист по анестезија и реанимација во Карил. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, Марија, благодарам на поканата, секогаш е задоволство, чест и пријатно да се биде ваш гости. Професорке, што точно представува анестезијата и како таа влијае на нашето тело? Кога сме под општа анестезија, дали ние спиеме и сме во длабок сон или се работи за некоја поинаква состојба? Па вака, ако ги земеме дефинициите, односно што представува анестезијата, го зборуваме за општа анестезија, не представува само едноставно успивање. Анестезијата представува еден строго контролиран процес со кој фармаколошки доведува до реверзибилни промени, индуцирани реверзибилни промени, а има за цел да му помогне на организмот да се избори со операцијата и подобро да му биде исходот на самиот пациент. Од една страна го гледаме во малата слика која гледаме, целта на анестезијата да обезбеди сон, аналгезија, амнезија, да обезбеди мускулна релаксација и да може поле за да може хирургот да работи. Кога гледаме поголемата слика, тогаш тоа значи дека ние на организмот му дозволува, анестезијата му дозволува да се бори против стресот, што не значи психолошки стрес, него стресот кој што е предизвикан од самата траума, од оштетување на ткивата, кој што неминовно води до одредени промени во самиот организам и ги задржува при тоа улогата на анестезијата да се задржат нормалните физиолошки услови. Кога зборуваме за дали спиеме, да, се спие. Меѓутоа тоа не е, како да кажам, еден прекидач кој што наеднаш го прекинува целиот систем и сега спиеме и сега се будиме. Тоа е еден процес, тоа велиме дека е процес. Спиењето во текот на анестезија се разликува од физиолошкото, иако имаат нейробиолошка иста основа. Меѓутоа ова се разликува заради тоа што е фармаколошки индуциран. Ге дадеме лек, ние што практично предизвикуваме? Предизвикуваме да оние ексцитаторни, оние импулси кои што мозокот ги добива како возбудување, да ги инхибираме, значи да не биде толку вознемирен мозокот и оние пак од друга страна кои што се како инхибиторни да се потенцираат. Тоа значи дека би се работело дека работиме на фармаколошки мозокот да едниот дел со другиот дел не функционира. Фармаколошки има прекин во спроведувањето на некои одредени функции. И да, сонот е неминовен и мора да настане. А дали се сонува за време на анестезијата? Не се децидни. Литературата не е децидна, не е компактна. Околу 20% вела дека литературата вели дека 20% сигурно сонуваат пациентите. Според искуството повеќе сонуваат пациентите, меѓутоа тие се сеќаваат на сонот фрагментирано. Кога ќе го разбудите пациентот ќе ви каже сум сонувал, не сум сонувал, сонував добро, сонував лошо, меѓутоа тоа нема никаква врска со ниту исходот од операцијата, ниту со самата анестезија. Значи
Никогаш меморијата која што ја добиваат на крајот на операција, го спроведуваат тоа како сон. Сега, речи си сите, повеќето од нас поминале низ некаква анестезија, дали то била локална, општа, во РБ одставена, регионална и така натаму. Значи, постојат различни видови. Како проценувате на кој пациент каков тип на анестезија му е потребна? Првенствено зависи од состојбата на пациентот, зависи од типот на операција и кога има можност дури пациентот да избере вид на анестезија помеѓу едната и другата, одредува самиот пациент, си дава она што му е, или правото на пациентот е основно кое што мораме да го почитува. Во главном се знае кои операции изискуваат каков тип на анестезија и неретко општата, спиналната, општата епидуралната, регионалната и локалната, тие можат да бидат сами по себе, меѓутоа многу често ги комбинираме како адитиви, едното на другото, за да се пролонгира, да го олесниме обезбелувањето на пациентот и да имаат адитивно дејство за подолго да бидат да имаат добар исход, да имаат добро обезбелување и да можат подобар постоперативен тек. Може ли да се направат големи сложени операции додека пациентот е свесен? Значи под анестезија, но свесен? Може да се случи. Може да се сработа, значи во денешно време дури модалитетите на овие, како што вие ги набројавте 3-4 5 типови на анестезија кои што ги познава народот, постојат многу нови модалитети и подгрупи на овие анестезии и неретко може да се случи да пациент само со епидурална анестезија се изводи во голема интервенција заради тоа што не дозволува неговата состојба да може да се даде друг тип на анестезија или носи многу поголем ризик ако се даде друг тип на анестезија. Во последно време се преферираат периферните блокови како адитив или како единствена опција заедно со лесна седација, поради тоа што се блокира само одреден регион, како регионална анестезија и се многу модерни и при тоа се избегнува интравенското додавање на лекови. Можевме да прочитаме и да видиме видеа на пациенти на кои што им се извршува невролошка операција, односно операција на мозокот и при тоа се будни, пациентка, ако не се лажам, свираше на виолина. Дали тие пациенти имаат примерно некаква анестезија или не? Да. Тоа се вика, некогаш се води како вейкап анестезија, некогаш се води како свесна седација. Тие пациенти може да имаат и одреден вид на општа анестезија, која подразбира, ајде да ја објасниме како тотална интравенска, каде што се дава само одреден аналгетик и анестетик. И во моментот на пациентот му се објаснува дека може да се разбуди, треба да се разбуди, треба да одговори на одредени работи и после се продолжува. Обично да се случува оваков тип на операција се користи во неурохирургијата и во хирургијата на кичма, каде што треба во одредени корени да се види, ако се добра тој корен, дали може ќе настане оштетување на нервот, па пациентот нема да може да движи рака, нога или во одредени делови од мозокот кои што се одговорни за состојби односно одреден талент, одредени вредности, мануелни можности кои што ги има, како што велите, свири виолина, пее, збори во тоа се вика електронна навигација и можеме да го видиме, значи кога го разбудиме пациентот, кога е буден пациентот или ќе го разбудиме, дали е доволно до таму докаде што се работи. Зошто е многу важно пред операцијата анестезиологот да се сретне со пациентот? Значи пред хируршкиот зафат. Зошто е важно пред да влезе пациентот во сала да се направи разговор со него? Вака би го поделила тоа, дека секој пациент мора да оди на предоперативна анестезиолошка подготовка. Тоа е за да се стратифицира колкав ќе биде ризикот од операцијата и исходот и да се оптимизира состојбата на пациентот.
Ова пред операциона евалуација вклучува повеќе системи, анамнеза, каква е физиолошката состојба, скоринг на системите, дали имаат дополнителни заболувања, немаат заболувања. А идејата на целото тоа, односно целта на ова е да се оптимизира пациентот, односно да знаеме како ќе оди пациентот во тек на операција и како ќе се очекува постоперативниот тек. Другата работа е зашто е потребно да се види, не мора ни да се види како лично, доволно е да го знае името на пациентот, не можеме сите да го знаеме, да ги знаеме сите имиња, меѓутоа на листите секогаш нели пишува име и презиме. Пациентите се осеќаат посигурни кога ќе им се обратите на име. Чувствуваат дека некој се грижи за нив, не е само бројка, него дека сте го прочитале, знаете, сака да направи муабет, сака да ви објасни дополнително што има, како има. И сепак е еден момент кој што е многу важен. Кој се похрабри во операционата сала во однос на анестезијата, мажите или жените? Зависи за што. Во главном, сега, ако вака директно и лично ме прашувате, жените. Жените се похрабри. Мислам дека жените се повеќе ова филозофско, ајде да речеме етичко или некако другачие отколку анестезиолошко прашање. Мислам дека жените се понавикнати на болка со самиот чин дека може би раѓаат, со самиот чин дека се и мајки, и мислам дека се похрабри. Во пред анестезиолошкиот разговор, дали е важно пациентите да споменат, односно да наведат лекови кои што ги примаат, хроничните болести кои што ги имаат? Апсолутно. Дали се тоа важни податоци? Апсолутно. Пред анестезиолошката анализа се состои... Можат ли одедени лекови да направат проблем, па дури витамини и минерали? Да. Пред анестезиолошката анамнеза се состои од анамнеза по системи, кои лекови ги пијат, кои хронични заболувања ги имаат пациентите, значи за секој систем посебно, кои операции, дали имаат алергии, дали конзумираат алкохол, дали пушат. Сите оние информации кои што се битни за пациентот. Да, најчесто пациентите забораваат да кажат дека користат лекови кои што не се препишани од лекар. А тие може да имаат голема интеракција со лековите и со самата интервенција. Некои од нив може да доведат и до зголемено крварење, некои од нив може до зголемена коагулација. Има многу лекови кои што влијаат интраоперативно и делуваат синергистички или антагонистички, односно го елиминираат ефектот на лековите кои што ги даваме во анестезија. А пациентот како што има обврска да биде, како што ние имаме обврска да сме искрени и да му објасниме на пациентот има и обврска да биде искрен приме нас и да ги каже сите работи заради тоа што се работи пред се за него. Но што ако итна операцијата? Секогаш, значи пациентите кога одат на итна операција, во зависност од дали е пациентот свесен или не е свесен, се зема една анамнеза, во колку се оцени дека анамнезата не ни е доволна само од пациентот, земаме хетероанамнеза, вообичаено доаѓаат некои од фамилијата и она што го знаеме или што го знаат фамилијата, ако не, едноставно ги гледаме лабораториите, гледаме, оценуваме, ако воопшто нели е некоја масовна несреќа во која што воопшто нема да имаме можност да земеме хетероанамнеза. Зошто е важно пациентите да бидат гладни и жедни пред примањето на анестезија? Вака сега, пациентите, една страна е зашто е битно да се важни, да се гладни заради тоа кога се оди со општа анестезија. Другата опција е зашто е битно да се гладни и жедни, ќе разговараме дали е битно да се жедни, кога се оди со другите видови на анестезија. Во главном, кога давате анестетик, се губат сите рефлекси.
се губи рефлексот на кашлање, се отвора на хранопроводот и пациентот е несвесен, ја губи свеста и желудечната содржина и оно што е како храна може многу лесно да помине во белите дробови и да се аспирира. Тоа се вика аспирациона бронхопнеумонија, која што е една од компликациите на пациент кој што е најаден. Сега, колку време треба да е жеден? Не треба многу време да е жеден. Се дозволува нели до 2 часа пред операција да пие пациентот и тоа да пие бистри раствори, да не бидат густи сокови, може да биде обичен сок од јаболко или пак кај децата може да се дадат и електролити и кај возрастните оние електролитни раствори кои што ги користиме кај децата кои што па диареја и температура. Во поново време е докажано дека пациентите кои што одат гладни и жедни, кога се изгладнати пациентите и верувајте дека прегладнати доаѓаат пациентите на операција, а исто и оние кои што се со онколошки заболувања или заболувања на абдоминалната празнина, им подлежат на посебен протокол на прочистување. Тие на вистина се прегладнати пациенти, а пациентите кои што се со онколошки се по дефолт неухранети. Значи имаат малнутриција. И светот оди кон тоа да се воведуваат нови протоколи, тоа се викаат fast track протоколи или ERAS протоколи, значи Exchange Recovery анестезија протоколи кои што во кои што основно е предоперативно да се види колкав е степенот на нутриција на самиот пациент и во колку е малнутритивен пациентот или оди на елективна операција, имаме време да коригираме нешто, му се дава предоперативно во раствори 2 часа пред операција да пие јаглехидратни раствори кои што се бистри, не носат ризик од аспирација. А што доколку пациентите имаат потреба да се испијат терапијата во форма на апче? Една голтка, пола чаша вода не прави никаква разлика. Тоа е проблемот што пациентите кога ќе им се рече да не јадат и да не пијат, мислат дека многу рестриктивно го сваќаат. Меѓутоа, да, со пола чаша вода, со 200 мл 2 часа пред операција секако може и би требало да се испие терапијата, она која што ќе им каже анестезиологот или лекарот дека треба да се ја испие. Дали секој пациент прима иста доза на анестезија или има одредени критериуми во однос на телесната тежина, можеби возраста, хроничните болести? Дозите во анестезија не се фиксни. Значи, анестезијата е една од науките и медицинските практики кои што е секогаш пациент ориентирана, значи на индивидуален пристап кон пациентот. Секогаш дозата се одредува прима телесната тежина, не е исто да дадете анестезија и колку ќе дадете на пациент кој има 50 кг или пациент кој има 80 кг. И тие не се фиксни, тие варираат. Како што реков, од телесната тежина, понатаму варираат од состојбата на пациентот, возраста на пациентот, варираат во однос на тоа дали претходно конзумираат седативи, пијат некои дополнителни лекови, алкохол, дали пушат. Обично кога се користат сите овие или лекови или адитиви, пациентите имаат развина толеранција и ке нив е потребно да се даде некоја поголема доза. За разлика од тоа, пак пациентите кои имаат хронични заболувања на црниот дроб и на урогениталниот, на бубрезите, имаат проблема со анестезијата заради тоа што тие не може доволно и брзо да ја метаболизираат, ниту па да ја изнесат од организмот. Тогаш треба да се намали дозата. Значи дозите не се фиксни, тие секогаш се варираат во однос на потребата, типот на операција и посебно видот на пациентот. А има ли пациенти што потешко се успиваат? Вака, има два типа на пациенти. Едните се кои веруваат, кои мислат дека нема да може да се успијат и се плашат дека нема да можат да се успијат. Другиот се оние кои што се плашат дека
не може да се распутат. А не постои пациент кој што не можеме да го успиеме. Постојат многу лекови, не се користи само еден тип на лекови, се користат комбинации на лекови и генерално не постои можност да пациентот не може да се успие. А има ли вистина дека природно црвенокосите луѓе имаат потреба за поголема доза на анестезија? Ова е интересно прашање. Вака, фенотипските карактеристики изгледат, значи фенотипските дали е црвена коса, дали е црна коса, дали е плава коса, се никогаш надоврзани на генотипот, на оно што го носиме во ген. Кај црвенокосите се знае дека имаат варијација, значи генетска варијација на одреден ген MC1R, и заради тоа е докажано дека кај нив е потребно да се даде повеќе анестетик, односно се помалку осетливи само на еден вид анестетици. Значи не на сите. Не на сите, само на еден вид, и тоа се во главно се работи за инхалационите анестетици. Наспроти тоа, ако одиме значи по етнички групи или ако одиме по известни раси, жултата раса има недостаток, генетски имаат недостаток на одредени дехидрогенази, одредени ензими кои може да ги разложат интравенските анестетици. Тие се пак, кај нив треба помала доза да се даде на интравенски анестетик, заради тоа што има тешкоти во метаболизирањето. Така да индивидуалноста и генетиката се една работа, да, ова што го велите за црвенокосите е точно и меѓутоа се однесува и е докажано само за инхалационите, тоа само за еден вид на инхалација на анестезија. Споменавте дека некои се плашат дека нема да можат да заспијат, други дека пак нема да се разбудат од анестезијата. Колку чест е тој страв кај пациентите? Многу. И едниот и другиот. Меѓутоа, мислам дека стравот се однесува првенствено, зависи од типот на операција која што се врши. Оние пациенти кои што имаат, ајде да кажам, немила диагноза, малигно заболување, мислам дека повеќе се плашат дека нема да се разбудат, за разлика од другите пациенти кои што се плашат дека нема да може да заспијат. А во колку ме се однесува на тоа дали пациентот може да се разбуди во текот на... Тоа ми беше дополнителното прашање, дали може да се разбуди, да, и при тоа да не може да каже дека е разбуден. И тој страв постои. Постои, да. Се случува ли тоа? Вака, ако зборуваме за аверне, значи за свесност во тек на анестезија, студиите не се децитни. Комплексно прашање, тоа е кубик Рубика кој ќе реши, кој ќе го даде одговорот, ќе му честитаме. Оно што е меродавно е тоа дека националните студии, кои што се големи национални студии, 2024 последната објавена МП5 се вели студијата, кажува дека 20 до 30% од пациентите пријавиле некој вид на свесност во тек на интервенција. Меѓутоа, проблемот кај студиите кога ги читаме е тоа што мора да се внимава како се поставени, што се испитува и кои се исходите за да можеме да дојдеме до заклучокот. Недостатокот на оваа студија е заради тоа што не е кохортна, не е многу голема група на пациенти, е опфатена од различни типови, различни видови на анестезија, различни видови на операции, не можеме да кажеме дека тоа е точно и се однесува на секој пациент. Немил настане, може да се случи свесноста во текот на интервенција, посебно и ова што велите да не може да каже, се случува кај оние пациенти кои што се животозагрозувачки, кај тие пациенти кои што имаат многу тешки заболувања, како ургентна, кои влегуваат ургентно во операциона сала, каде што се јавува абундантно крварење, на некој начин се штедат, немил збор да кажам, се штедат дел од лековите кои што ги даваме како анестетици и аналгетици, ни влијаат на падот на крвниот притисок, не можеме хемодинамиката да ја одредиме, на некој начин
ги штедиме заради тоа што работиме на витално, да видиме оно што е витално, што ни е реално, а не што ни е последица од анестетикот. А дали анестезиологот ја следи будноста на пациентот на некој монитор? Како изгледа целиот тој процес? Да, револуционерни Односно не будноста, сонот. Свесноста. Постојат одредени монитори, како што се ентропија, БИС, кои што го ја мери длабочината на сонот. А во исто време тоа се електроди кои што се ставаат на челото, во исто ја мери и површинската и длабоката, го мери сонот и ја мери мимиката која што настанува, односно површната мимика на лицето. Се знаат вредностите од колку до колку е длабок сон, од колку до колку е свесен пациент и под колку веќе зборуваме за длабока кома или предозираност. И со овие нови монитори кои што се користат во секојдневието, можноста да се разбуди или да биде помалце анестезиран или да биде буден се помала и помала. Кога зборуваме за стравовите од анестезија, тука е и стравот, особено кај повозрасните лица, дека анестезијата ќе доведе до проблеми со меморијата, односно деменција. Дали е оправдан ова стравување? Повторно едно контраверзно прашање, за кој што немаме некои децидни студии кои што велат да и не. Го зборуваме за деменцијата. Она кој што студиите генерално се сложуваат е дека воколку пациентот има предиспонираност према деменција, према нейробихевиорални промени, има генетска предиспонираност, има невролошка, има секаква предиспонираност, се смета дека анестезијата можеби ќе го забрза процесот на деменција, можеби ќе го забрза процесот, меѓутоа не е децидно дека пациентите после операција се настануваат дементни. Да, можеби побрзо се рефлектира и побрзо се разбира, заради тоа што обично повозрасните пациенти влегуваат со еден когнитивен статус кој што и анестезиологот и хирургот мора да го одредат пред влегување во операционата зала. Во денешно време се прават и студии, се прават и прашалници кои се однесуваат и на постоперативна бихевиорално-когнитивните можности на пациентите. Како пристапувате кон повозрасните пациенти кои што веќе забележувате когнитивно опаѓање, кои што пријавуваат нешто такво? Може ли кај нив да се примени, да речеме, спинална, односно епидурална анестезија наместо општа во одредени случаи? Па во главном тоа се случаевите кога гледаме да избегнеме што е системски, значи комплетно системски да заспиеме, да го заштитиме мозокот, односно да ги заштитиме оние синапси кои што постојат да останат да функционираат и се оди најчесто кај овие, пошто овие пациенти немаат само едно заболување, најчесто се многу мултифакторијални, имаат заболување на кардиоваскуларниот систем, на ендокриниот систем, имаат заболување на белите дробови. Самата возраст како возраст не е болест, меѓутоа е кофактор на сите тие состојби и се планира и се адаптира можноста за да се даде каков тип на операција, каков тип на анестезија ќе се даде, со кои анестетици и постојат протоколи посебно во однос на постоперативниот делириум, не за деменцијата, на делириум, кои што се почитуваат и кои што се строго напишани и се знае како се постапува. А дали секоја анестезија што ќе се прими краде дел од нашата меморија? По литература, ако ме прашувате, не е докажано. Лично, ако ме прашувате, мислам дека да. Ќе ги вклучиме гледачите, сигурно имаат прашања на денешната тема. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонски број на телевизија Телма испишан на екранот.
Ќе се задржам уште малку на стравовите. Има страфи кога се прима епидурална, односно спинална анестезија директно во ребетот. Се плашат пациентите да не дојде до никаква повреда на нервот, да не дојде до парализа и слично. Па реални ли се овие стравувања или се безпредметни? Не се реални стравовите. Значи, спиналната анестезија и епидуралната анестезија се изведуваат, да, во кичмата и тука е, кога на никога ќе му кажете, кога ќе боцнете во кичма, мислам, веројатно за немедицинско лице изгледа многу страшно тоа. Меѓутоа, директно повредување на рбетниот мозок. Рбетниот мозок е тој што може да доведе до парализа. При спинална анестезија, при епидурална, воопшто не ни станува збор, е многу, дури ретко, не постои, ретко еднаква е на нула. Меѓутоа, што постои? Постои еден друг момент, кога се буцкаат овие блокови, во зависност од тоа дали пациентот е на антикоагулантна терапија, пие некои лекови кои што не ни ги кажал, заборавил да не обавести, не се направени дополнителни анализи поради тоа што не сме обавестени за целата состојба, може да настане заради боцкањето, да настане хематом, како модрица која што е на местото на боцкање. Самиот хематом може да стисне на рбетниот мозок и околку ова не се препознае, може да дојде до трајни оштетувања. Меѓутоа не е дека директно се оштетува. Значи, ова е компликација и затоа треба анестезиологот со внимателна анамнеза да го одбере пациентот на кој што ќе даде епидурална анестезија, спинална анестезија, посебно во однос на антикоагулантните лекови или лековите кои што се однесуваат на разречување на крвта. Еве, уште едно потсетување зошто е толку важно да се напомене какви се лекови се примаат пред да се влезе во операционата сала, ништо да не се заборави. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам, поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Значи, јас имам 70 години, ама пред 40 години правев првата операција докторка и се борев со животот, значи се гушев, одвај ме вратиле во живот, така ми кажа. Сега, после тоа, примав повеќе анестезија, ама не се повтори тоа, ама затоа пак јас тешко се будам, ми кажува ќерка ми, сите се будат, само јас цел ден нешто глупости зборувам. Не знам што зборувам, уствари ја не сум ни свесна што зборувам, зошто така се случува со мене. Едноставно ми треба објаснување што тоа кај мене има посебно, што сите, другарка ми дори цигара пушила после операција, а мене ми треба време да се опорам, значи ќе повратам и се, и пак сум ја така како пијана, никаква уствари. Така, ви благодарам што сте во емисија. Ви благодарам што го споделивте вашето искуство и што го поставивте ова убаво прашање. Професорке, зошто ова се случува? Да има некој тешко будење, да зборува неповрзано? Колку што сватив, гледачката е пред 40 години на првата операција, која е била пред 40 години. Предпоставувам дека закористеле и малце несовремени лекови, да речем, во тоа време. И да, постои опција гушење на пациентите. Никогаш и цревото кое што им е за дишење го чувствуваат како ако не им е вратена комплетната снага на мускулите, го чувствуваат како гушење. Иако било тешко тоа, ако направила бронхоспазам, ако е пушач, ако има дополнителни заболувања, да, може да било и драматично. Тоа се драматични ситуации. А зашто на секоја наредна го прави? Заради тоа што ако има и генетска предиспозиција, генетиката е многу битна. Значи не значи дека јас и вие, ако одиме на операција, мојот генетски код е сосема различен. За моето однесување прима анестезијата, иако можеби мојата телесна тежина е поголема од вашата, можеби ќе побарам помала доза на анестетици. Така да индивидуалноста се однесува и на постоперативните компликации. Постоперативните компликации како гадење се очекуваат кај, го зборуваме за фенотипски карактеристики, кај луѓе кои што се бели, плави, кои имаат една атопична алергиска конституција, да кажеме, кај луѓе кои што има посебни типови на операција, како што се операции на градите, на градниот кош, на лицето, на вратот,
тие се пациенти кои што многу често им се гади, им се лоши. И одредени анестетици, како што се, например, инхалационите анестетици, многу почесто доведуваат до овие, како да кажам, компликации. Значи, многу фактори се кои што довеле до пациентката да се чувствува така, да се и веројатноста го ја земаат анамнезата, секогаш треба да напомене дека има потешко будење, има гадење, има повраќање, има лошење, неможност на движење, заради тоа што тоа се запишува на анестезиолошката листа и секогаш се дава и превентивно против повраќање, против лошење, за да можеме да го убрзаме постоперативниот тек на пациентите за побрзо да самата пациентка не е пријатно. Ќе вклучиме уште еден гледач, но пред да го слушаме неговото прашање, накратко, колку време по анестезијата пациентот веќе треба да биде буден? Или нема такво правило? Има правило. Правилата се дека некои анестетици може да останат во крвта и до една недела. Меѓутоа, она што се подразбира од општото и од лековите кои што се во денешницата, 24 часа не може да расудува правилно, не ги советуваме да расудуваат некои посебно медико-легални аспекти кои што ниту да управуваат со возило, ниту со тешка машинерија. Уште еден гледач ке вклучиме во емисијата. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Така, мојот сопруг има 73 години, а сака да се направи операција од кила. Така. Сега, он пред 23 години е направен операција на вратната кичма и пред 9 години е направена операција на лумбалната кичма. Дали сето тоа, че има проблеми при операцијата, да речеме, конкретно со анестезија едно друго. Оти, пример, че речат докторите, таму кај што треба да се стави анестезијата, не смее оти направено таа операција, скршеница на ногата имаше, од сите тие работи, дали може сето тоа да се изведе, каква анестезија, дали е тешка анестезија, страшно, лошо, така, у таа смисла. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма и ви една загрижена сопруга. Што можете да препорачате и да советувате? Што може да советува? Не постои пациент на кој што не може да му се даде анестезија, значи освен пациент кои што имаат многу тешко и тежок исход и пациенти кои не веруваме дека после 24 часа ќе смениме нешто или ќе смениме исходот, најчесто за немал исход се борува. Пациентката е загрижена, да, со право, има доста операции човекот, дали спиналната анестезија, дали општата анестезија може да доведе до некои одредени компликации, меѓутоа постојат сега одлични регионални техники во кои што се анестезира тој дел од оперативното поле заедно со сосема други аналгоседатици кои што може да се изведе кај пациентот и не би требало да представува ризик. Ајде да слушаме уште едно прашање. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Се јавувам од Битола. Така. Пред 2015 година се правев операција од кила. Така. Да. И се работи за спиналната анестезија. Ми ставија спинална анестезија, али кога бе ме боцнаја, толку осетив голема болка и само направив, што направивте, вие ме убивте. Така. А предходно да кажам дека докторот славеше роден ден. Немој да ме сватите погрешно, има ја пијано. Али било како пијале што пијале јаделе и кога почна анестезијата, кога почна операцијата, докторот почна да пее.
И јас го слушав се. И јас му докторе на сестрата, оти сестра седеше над мене и ме прашуваше како ти е, што ти е, почна операцијата. Јас знам зошто доктор опе. Па му беше роден ден и било како. Од тогаш имам проблем со полојната, со кичмата таму кај што ме дупна ја, проблем имам, а уствари и килата веќе на 3 месеци ми пушти. Затоа што докторот ми кажа дека ми клал мрежа, она се до душа, јас не знам дали имам и се уште ми е страв да одам повторно. Ја прашувам докторката со голема почит што може да ми кажи, оти сакам уште еднаш да одам да се проверам, да направам операција. Так, повторно да направите операција, но сте загрижен како тоа би изгледало. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професор Ке. Па вака, никој работи, не го прашав гледачот, меѓутоа од целото што се разбрав дека пред 15 години е опериран. И кога се случува, го се дава анестезија точно кога ќе се пробие, заради тоа што се пробиваат одредени делови кои што се наоѓаат позаде во кичмата, значи од мускулен слој, од лигаменти. Моментот кога ќе се пробие одреден лигамент, се јавува една јака болка и се штрцнуваат пациентите. Се штрцнуваат и ја осеќаат практично како струја која удира до во зависност дали сте малце поналево или надесно, до ногата долу. Ништо не е страшно, значи тоа е очекувано и еден ние велим, никако ги тешиме, велиме добро, сега знаеме дека е таму, само немојте да мрдате, уште да го дадеме лекчет. Пациентот е работен кила со мрежа, колку што разбрав, 15 години сепак време кое што веројатно мора да оди да се провери на абдоминален хирург, а понатаму објаснувајќи ги сите работи кои што Вели дека чувствува болка сега на тоа место каде што била дадена анестезијата, можно ли е тоа? Никогаш е можно вие да чувствувате болка на местото каде што е дадена анестезијата, меѓутоа не можете да сте сигурни дека од анестезијата. Во литературата не пишува дека на местото каде што е пусната анестезијата ќе имате болка. И јас, моето лично искуство можам да го поделам, јас имам 2 пати цезареја направено, јас 2 пати сум избрала да одам со спинална анестезија, иако и од една, и од првиот и од вториот пат ги имав сите можни постоперативни компликации кои што дури од таа операција, од таа анестезија може да се јават. Зар смитате дека како анестезиолог сама би си избрала анестезија која што не е погодна за мене? Так. Има ли ситуација кога велите овој пациент има примерно премногу анестезија? Па треба да се размислите дали да се изведе одредена хируршка интервенција или не. Постои ли таква состојба? Ако зборуваме за елективна, генерално нема ништо такво како премногу да има премногу операции анестезија заради тоа што пациентот имал проблеми и требало да се оперира. Кај хитната патологија па воопшто не се ни размислува за тоа. Да постои еден момент кај пациентите кои што, ајде да кажам, се травматизирани, односно политрауми, кај што се со тешки сообраќајки, кај што има моменти кога порано се брзаше, значи пред 20-30 години, само што пациентот ќе дојде, ќе се види скршеница тука, скршеница на ногата, скршеница на колкот, се брзаше одма да се оди во операциона сала. Сега веќе не, заради тоа што може би добил за една анестезија, за друга се гледа да се стабилизираат другите параметри, заради тоа што операција врз операција, давање крв врз давање крв, хипотермија, сето тоа ја зголемува можноста од пациентот да има поголем морбидитет и морталитет. А како се контролира болката после операцијата? Болката после операција е очекувана. Ја мериме на различни методи, во главном се употребуваат васаналогни скали. Пациентите ги прашуваме од колку до колку е болката, со тоа што 5 значи немам болка, 10 значи најака во живот. Колку што сум имала, никаде 2, 3, јас како анестезиолог ми е прифатливо опција.
Се користат различни модели на обезболување и може таа да биде мултимоделна со користење на лекови кои што имаат синергетско дејство, односно кои што адитивно дејство, например ако дадете парацетамол заедно со нестероиден антиинфламаторен лек, едниот со другиот си го потенцираат сами на себе дејството. Дополнително, ако болката не може да се контролира, и тие се даваат на редовна база, без разлика. Значи, принципот на болка која што се јавува во хирургијата е да ја видиме пред да почне, зашто кога ќе ви се развие голема болкава зависност од големината на операцијата, многу тешко потешко се купира. Гледаме да на редовен период ги даваме лековите, односно се препишуваат на редовно онолку колку што му е дејството. Понатаму може да се користат периферните блокови, кои што во денешно време се многу актуелни и дополнително се даваат некогаш и опиоиди, во колку болката не може да се контролира. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина на еден интересен начин ги доближавте бројните аспекти поврзани со анестезијата до нашите гледачи. Благодарам на поканата, ми беше пријатно. Почитувани професор доктор Марија Јовановски-Срцева, анестезиолог во Карил, беше гостинка во денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска бивте заедно со нас. Следете не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.